Проектот Гасовод на водно е на сред имплементација и секое одлагање ќе значи одолжување на изградбата, односно гасот подоцна ќе стигне до македонските граѓани. Ова денеска го потенцираше вице-премиерот Кочо Ангјушев како одговор на невладините, кои најавија дека со жив штит пред багерите ќе го бранат сечењето на шумата на водно. Ангјушев потенцираше дека со невладините се на иста страна и токму со неговите заложби кај раководството на македонски енергетски ресурси, трасата е променета и за 50 до 60% е намалено сечењето на шумата на водно. Лично се ангажирав заедно со раководството на македонски енергетски ресурси да трасата биде максимално избегнат од променета во делот и во насока да се минимизира нарушувањето на животната средина на водно. Со таа акција се намали 50% до 60% сечењето на шума на водно. Тој проект има регуларна градежна дозвола, дека за тој проект има земено кредит државата, дека за тој проект има подпишано договори со изведувачи, дека тој е проект среде имплементација. Промената на на кој начин на тој проект ќе значи одолжување на градбата на гасоводот. Според него, одложувањето на изградбата на гасоводот ќе значи дополнителна сеча на дрва, бидејќи граѓаните ќе немаат друга алтернатива за огрев, а штетите ќе се санираат, со тоа што, како што вети Ангјушев, за секое исечено дрво ќе засадат 10 нови. Владата ќе земе обврска да за секое едно исечено дрво засади 10 и да ја анулира, значи, штетата на начин што ќе прогласи други заштитени подрачја во тој регион и ќе влијае, значи, позитивно на животната средина. Сакам да ги уверам сите дека апсолутно сме посветени на тоа да после имплементацијата на проектот на гасоводот состојбата после одреден период од 2-3 години биде подобра од таа што денеска имаме. Активистите пак од граѓанската иницијатива Го сакам водно најавија дека со жив штит ќе го бранат водно. Дојде време водно да се брани на терен. Дојде време кога сите сме му потребни на водно. Владата одобрува градење, багерите ќе работат. Ако сакаме да спречиме уште еден масакр, и тоа најтежок досега, после сите кули, патишта, градови на водно и во име на подобра иднина за сите, дојдете да го одбраниме водно. Секој кој може да дојде горе, колку и да е тоа кратко, дали пешки, дали со автобус до средно, па жичара до врв, а оттаму до седло каде се багерите, сите се потребни горе на водно. Тие бараат да се повтори постапката за оцена на влијанието врз животната средина без разлика во која фаза на реализација е проектот, а од Министерството за транспорт и врски да издаде забрана за градење, за да се спречи дополнителна штета врз водно додека трае постапката.